Здравството е во коматозна состојба, а незнаењето на власта наместо живот донесе смрт, рече лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на денешната дебата. Здравствена платформа за иднина на тема концепт во здравството што се одржа во Штип. По 8 мај на здравствениот систем ќе му се случи целосен рестарт. Посочи дека приоритет на владата на ВМРО ДПМН ќе биде изградбата на нов клинички центар во Скопје и Штип. Сакам да знаат сите граѓани во Македонија дека да, ВМРО ДПМН ќе сработи нов клинички центар, но не можеме од овој момент да кажеме дали тоа ќе биде клинички центар кој што ќе биде 500 милиона, 800, 1 милиарда или ќе биде клинички центар кој што ќе биде во рамките на постојниот, бидејќи зависи од фискалниот простор. И да, ВМРО ДПМН ќе заврши клиничката болница од дека во Штип, тоа сигурно ја На денешната дебата Мицковски рече дека мора и ќе има одговорност за сите оние кои во изминатиот период се богателе врз грбот на пациентите. Освен трансформација, од Штип најави поинаков пристап кон здравствениот систем. Затоа ВМРО ДПМН има јасна намера да го врати стариот начин на функционирање на клиничкиот центар, односно еден клинички центар. Да нема ваков тип на дуализам, економски директор, ваков директор, таков директор, еден клиничкиот центар и тоа е коалицијски договор. Кој сака да пристапи на коалицијата со ВМРО ДПМН мора ова да го прифати. Не може да биде економскиот директор од тој коалиционен партнер, здравствениот директор од тој коалиционен партнер, па тие двајца да се надмудруваат кој е попаметен или пак кој кого повеќе да фаворизира. Тоа нема да постои. Тоа нема да постои. Ова е услов за секој оној кој што сака да пристапи во едната коалиција со ВМРО ДПМН да прифати обединување во еден клинички центар. Мицковски порача дека во наредниот период новата влада предводена од ВМРО ДПМН ќе има за задача во Македонија да ја намали корупцијата и да ја врати довербата на граѓаните. На денешната трибина покрај Мицковски за недостатокот на кадар и проблемите со кои се соочуваат здравствените работници и пациентите, дебатира и еминентни доктори.